Почитувани YouTube пријатели, сречен поздрав ви испраќам на сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот. Од овде, од местото Нјутаун. Значи, Нјутаун е едно предградие во недалеко од центарот на Сиднеј. Денеска сме 12 јули, неработен ден и луѓето се претежно излезени, али зошто застанав овде, сакам да ви снимам така наречени маркети или по наше пазари. Луѓе, да кажам, како кај нас подигат свој тезги и продават од се и се што на овие маркети. Значи, од стари грамофонски плочи. How's the business going? И гледам некои алишта тука. Книги. Малце има гласна музика, ќе морам малце да избегам од таја музиката. Еве мед. Look, just give me the 10 if it's easier. Yeah. Is this natural honey? Yes, for my farm, I have this. What language do you speak? Macedonia. Јас сум македонец. Јас сум Радко Трајковски, YouTube канал Австралиски живот. Со кој имам чест да разговарам? Ирко. Еме, колку време се занимаваш со ова? Јас овде, Со мед. двојче, јас сум 20 години скоро овде на масата. Нова место, Нова 20 место. години. Нова место, прво бе онаму, потом А освен Нјутаун, друго место негде? дојдоме овде преку 20 години. Баш нова место. Да не му светам на човекот. Не, услужи си го човекот, услужи си го. Зошто баш тука 20 години? Овде е населено место, Аха. народ иди да е на раскрсница, така многу има движење на луѓето и појче овие се населеници, овде се мислам кои се да под кирија, под рента, ме разбра. И тука се луѓето појче. А во друго, што првиот пат кога бил во Австралија, јас купив меден стрит, тука дојдов. И ова тоа ми е познато, нели? Која година дојде? Јас Која година? 68. 68. Баш овде дојде во Нјутаун? Да, во Нјутаун. А сега кај живеете во Нјутаун исто? Слушај, тоа не можам многу информација да дам. Така сум, знаеш, со патувањето така сум. Иначе, сум Мазден парк, сум Донсај, сум Блектаун, Нјутаун, и така натаму. Кажете ми, кога почнавте да се занимавате со пчеларство? Што вика овие, кога почнав до денеска е малце долго време, ме разбра. Како се прави квалитетен мед? Слушај, не можеш квалитетен ти да го направиш, тоа е до пчелите, ме разбра. Не можеш квалитетен да го направиш ти мед. Оти луѓето прашуваа, вели, абе, од кое цвеќе е? Ти не стана едно цвеќе. Бас, со оваа жена разговаруваме овде. Милам, кај што одев, оти таа ливада. Жената ви е сопруга вас? Не. Кај што одев, неш поизгазена е тревата. И дека време во Врни пчелите дојдуваат тука за ценува. И знаеш што зема од тука. А плюс кај што се вамо има голема дупка или дем голем вода. И тие тука ставу земјата зема нешто. Што зема? Никој не знае. Не. А луѓето прашува. Нешто му одговарам, ама нешто нема што луѓето така го замислува, нека вели о Манука Хани вели. Плюс Манука Хани, тие не го зема сето само од Манука Хани, од тоа прво, тоа цвеќе, ме разбра, тие сегде као да, ме разбра. А и плюс компанијата што ќе го прави, таја го раствора. Ние му даваме на компани капиларно, ме разбра. Тони му даваме и кој ќе го промера тие, кој ќе го чекова, дека нашиот дојдува 17-18% јачина, а тие го прават 22. Тие му додава затоа што треба
тие го плават едно големо буре, А зошто го прават послаб малку? Која е причината? му додава оти тој медон, ако му додаеш нешто, не може да стои долго време. Ме разбра? И затоа те му додава да има повеќе трајност. А јас не му дам како пчелите, што се само го вадам и го дам. Дека спомна трајност, колку време траи медот? Да речам ова теглата, Ова, ако не ја отвораш, вечно. да. Колку, кажи ми, колку произведуваш мед годишно? Слушај, ако правилно работиш, овде пчелите многу мед прават. И зависи на кое место се, али без обзира, исклучиво кај што сум јас. Скоро може 3 пати годишно да му изведеш по 25 кила, 75 кила. И сега збораме за колку, да речам, пчеларни семејства или како ги викате тие сандуци? Сандуци може да бидат, сандуци. Значи 75 кила да извее мед, то треба негде отприлика колку сандуци, негде 100, 150, тука негде? Ние имаме многу и денеска после ги дојшла неке што живееме оти таму и ватеа некои крлежи нешто. И консулов, општината и Телашовцов што ноти ние плаќаме за нив, за пчеливе на сандуците колку имаме оти како регистровани се тие, не се само онака. И тие рекоа, ако дојде црвената линија до нас, рече, ако можете да ги дајте. И ние дадовме околу 100 сандуци. Но не ги платија, по $550 сандуци, дали бил дупло или самец или сингал. Тешко е да се биде пчелар? Не е многу лесно. Немаш некоја рачуница, не разбра, да се наслониш на нив, дека ќе добиваш, не разбра. Некоја година може и да биде подобра, некоја година може и да биде послаба. Не. Овде секое време може да бидат добри тие. Ама треба правилно да работиш. Да биде во преглед, увек, сето чисто, бара хигиена. Не може да остеш така, како јас се подолго време чевата црви, отоде јако е, ќе полна цвит и на цвитом чевата црви после. А има многу мети, и бара и правилно да ги работиш правилно. Во преглед да бидат, ако е полно да го земиш медовон, има работа, ти кажам. Не му свачуни се. Некој од фамилијата дечина имаш заинтересирани се да во пчеларство или слабо? Не, имам во помош ми се, иначе не многу. Не се заинтересирам. Като ме прашува, не разбра, колку години имаш? 85. И е превоđa, меѓутоа до 86. Јас немав роден ден, ни први, ни 21. Па ќе го чекам 101. Сега ми кажа дека си доста време овде во Њутаун и продаваш од овај баш нова место, баш нова тезга, последните 25 години. Прво онде престаница на нона страна што е Енбор. комунити. Не, комунити. Њутијан станица, онде на раскрзница на нона страна. Кажи ми, австралијаните заинтересирани се во мед или Слушај, сам можам да речем во дијаву се австралскиот народ што е старио, не аборџани нешто ги река, него што се населеници или се. Во купувањето постабилни се. И него притесува, него гледа ништо, него автоматски сака да купува, дава пари и зема. Ама други како ќе го мери, ќе го прегледува, дали е потежок. А какво искуство имаш со нашите, со македонците? Сакат нашите квалитетен мед? Или каков ќе се погоди на продавница, таков ќе се купи? Ако зборнам за нашите исклучиво малце ќе ми забележа на зборо, не разбрам. Значи ние се правиме многу знајни македонците. Се правиме дека знаеме се, а? Многу е. Кого ќе, јас вели знам. Зашто ќе, јас знам вели. И се да биде погоре од тебе, не подобно. Значи, само да снимам, ова е локацијата овде, кај сме на ќошот меѓу Кинг Стрит и Енмор Роуд во Њутаун. Човекот си има овде
тезга последните 25 години, така? тука нека. Гледам произведуваш и восок. Восок. Зашо се служи восокот? Слушај, народот за се го користа, ама јас само го продавам. За се го користам. Најмногу зашо се користи восокот? Јас да ти кажам прв пат гледам вака, За свечи. прв пат гледам восок да се продава негде на тезга. Која му е целта на восокот? Види, како прво ние го користиме, македонците исклучно во Македонија за свечи. Тоа знаеме ние, не знаеме да го Така е, користиме. само за свети знаеме, да. Овде го користи Значи за има и се. и други благодети. За лицето, за устата, косава е вадат од овека што имат, ме разбра, за полисирање, кожа, патос и во бојана го плава, во пента. Значи едно парче восок, $14, вели чист восок од пчели. Како се вади овој восок од пчелите? Слушај, сега луѓето на разен начин на различито Го произведуваат. го медо го работа, ама само вака дојдеме навака, да е отворено местото. Може. Ама и јас го вадам, На кој начин се вади восокот од пчелите? слушај, тие медо го вадат, ама јас башка го работам, не разбра. И тоа не смеам да го кажам. Значи тајна е. Добро да не откриваме тајна. Одиме понатаму. Ова, кажи ми сега што е разликата меѓу тој мед и овој мед овде. Ова е филтриран, изваене, теклаене тука, а ова дојдува во Тука го добиваме овај. Ама тој бара доста загревање. Доста еднаш па за да дојде чист, уште еднаш треба да го во вода жешка да го свариш. Така, и колку пари се продава ова? Колку пари се продава? $7. $7 едно. Може да си ги служиш луѓето. Послужи се. Еве човекот си работел овде последните 25 години. Си продава повеќе од 25 години. А вие што продавате овде? Бижутерија. Господјата не сака да биде снимена и ние тоа ќе го испочитуваме. Нема ништо проблем. Еве човекот продава мед, само ме интересираше да го прашам за цените да ми ги представи на теглите и на, мислам дека се тие други пакувања од по 1 килограм. Молам? Нашите сакат мед од тапан. Господје, вие неќите да ве снимам, али може да си премем ловет вака, може? Може, Нема- али немојте да... Не ве снимам, почитувам, нема ништо проблем. Да. Овие тезгите овде од кај се снабдуваат гледам со Но сам наразен. Не, мислам од кај се снабдуваат со јакните, со вентијагите од Тој ги напува од секаде. од Кина од негде? Може да. А вие од кај ја земате ова роба бижутерија? Од секаде. Браво, и колку време се занимавате со вакви работи? Може да 30 години. 30 години. Како ви името? Блага. Молам? Блага. Блага, тетка Блага. Колку време сте нова тезга овде вие? Може да 30. 30 години. Да. Значи се познавате доста време. Да. After October, you go to holiday, Еве, човекот дори сум тука, but then you come back. продаде некоја тегла. In October, you come back. Today's my Sunday. Thank you so much.
Значи, пад на бизнис. Сега пред малку со луѓето. Слушай, да знаеш да ги работиш, овие пчеливи, да ги користиш, добри се. Добри се. Добри се. Ама тоа никој не го работи. Ти знаеш, денеска секој сака да земји пари, ти да шета така дојде времето. Значи, треба да се работи, јас разбирам исто, јас сум помлад од вас, али треба да се работи правилно за бизнисот да биде успешен. Да. Ако не се работи правилно, бизнис нема. Слушај, или земи учи изучи, или земи работата, врлај учењето. Ако јас ги пробав, и тие што уча, и тие што не уча, разликава не дојде ништо. Може да испадна подобри тие што не уча, него што уча. Чичко Мирко, значи ова колку беше, почнав да зборам за ова, али ме прекинаа луѓето ко дојде. Значи ова е $7, Тоа е 6. ова е $6, една тегла колку е во грамажа ова? 500 грама. Значи пола кило, Да. $6. Па не е цената воопшто скапа. $6 за пола кило мед. И ова сигурно е кило, така? Да. Ова е $11. $11. Слушај, тие сето е ова скапо во продавниците, во шопоите. Ама јас привече ги имам на прелив, и јас давав на капилано, ми го плаќаше само $5. Да. Че давав еден тон за 5000, не разбирам. Дај ми, јас ќе земам за мене 1 кило за дома, македонски мед. Јас имам малечки дечина, многу сакат мед. Да, Ама и ние сакаме. И големите. Ај ќе те замолам едно кило од овај. Тој е сладок, медот е сладок, али кој ќе му кажам дома дека е македонски, ќе биде уште посладок. Можда. But the only part like that. Значи $11 кило, пола кило $6 и $7 то со заборев како се викаше како овосок што е. Како се вика ова? Пити по македонски. Како се вика на македонски? Пита. А пита мед. Еве ти $20 и да си го чуваш вкусуро. Фала ти многу. Одлично, и Чичко Мирко, не чувај си го кусуро, Фала ти многу. Не треба ти вратам. Не треба. $5. Не, ич. Фала ти многу, ова е за муабето што си го направивме. Чичко Мирко, кажи ми уште од кај си од кај нас од Македонија? Јас сум од Крушевската република. Од Крушевската република, поточно од Јас кое сум место од републиката? Јас сум од Пашиноровци. Аха. На татко ми Чичко се бореше на Илиренското востание за слободна независна република Македонија, а не за северна. Разбра? Ама нашиве младите за да само пари да зема е изкоса Македонија. Бугарите никогаш не присуствуваа, него нашиве се грешка што зборуваа за историјата. Немаме врска, ништо. Да зборнам, дојде едно од Португалија, ни бил исти јазикот, ни биле бугари ние, ме разбра. Ние со брат ми сме браќа и се делиме. Неговото е него, моето и не го даваме. Ме разбра? Сега ти павлегоне во политиката, знам дека нашите... Пак влеговме во политика малце. Ама гледам дека сакаш да се искажиш некако со политиката. Искажи се. Не, мислам дека е доста. Доста, а? Нема проблем. Само треба што тој дедо ми да за медали тој имаше. Не разбра? Ама така беше времето. Ние не мислиме дека таа Југославија ќе распадне како Европа. Не разбра, Европа не може да биде. Може да биде Европа, ама нема слушнен јазик. Чичко Мирко, Кажи. фала ти многу уште еднаш за муабетот. Продолжи си да си произведуваш мед. Ова е една од најздравите храни. Биди ми здрав и жив. Благодарам. И- вие. Фала ти многу и сакав да ми кажеш, ако некој поштова ќе го гледат луѓе, сигурно некој ќе го интересира од кај да купи мед. Освен овде во Нјутаун, ако оставиш нешто телефон, ќе ти се јават, ако не ќе дојдат тука ќе те барат. Кој е заинтересиран за добар квалитетен мед,
нека дојде овде во Нјутон, во Сиднеј. Значи сите луѓе кои живеат во Австралија не мора да се во Сиднеј, чим сте во Сиднеј, поминете во Нјутон на Кинг Стрит и ќе го најдете Чичко Мирко. Чичко Мирко уште една Се најдобро. Се најдобро Благодариме на и посетата, нема благодариме проблем. на лабето. и добра продажба. Благодарам и со здравје да си патува. Пријатно, пријатно. Пријатно, господја.